Едниот Бог и целта на животот. Замислете си ред тешки камења потпрени еден на друг. Ако секој камен се потпира на оној зад него, а и оној зад него се потпира на друг, сите камења ќе паднат. За да останат сите исправен, на крајот мора да постои нешто што не се потпира на ништо, нешто доволно мокно да држи се, нешто што стои самостојно и не зависи од ништо друго. Се во универзумот е како тие камења. Исто како што секој камен се потпира на други камења за да остане исправен, на се во универзумот му се потребни многу други нешта само за да постои. Вие зависите од воздух, вода и храна. Храната зависи од земјата, дождот и сонцето. Сонцето зависи од физичките закони. Каде и да погледнете, една работа зависи од неколку други нешта. Науката многу добро ги опишува овие врски. Ка ни кажува како една работа зависи од друга. Но таа не објаснува зошто целата линија од камења воопшто стои. Таа не дава одговор на прашањето што е доволно мокно да држи се. За да го разбереме тоа, мора да погледнеме подалеку од синџирот на зависни нешта. Мора да постои битие што држи се, но кое не се потпира и не зависи од ништо друго. Тоа битие кое ги држи сите нешта. Но кое не го држи ништо друго, е она што ние го нарекуваме семокниот Бог. Целта на животот, така, семокниот Бог не создал нас и се околу нас. Ако погледнеме наоколу, гледаме дека се има јасна цел. Сонцето ја грее земјата и ја крева водата кон небото, формирајќи облаци. Ветерот ги движи облаците. Дождот од облаците прави растенијата да растат. Растенијата и животните обезбедуваат храна за луѓето. Ништо во универзумот не изгледа случајно или без цел. Кога дури и без животните нешта имаат цел, се поставува логично прашање. Зошто семокниот Бог ги создал човечките суштества, кои јасно го имаат највисокото ниво на интелигенција и свест? За да одговори на ова прашање, Бог испратил пратеници да ја пренесат неговата порака на човештвото. Од пратениците Адам, Ное, Авраам, Мојсеј, Давид, Соломон, Исус и Јован, па се до последниот гласник, светиот пратеник Мухамед, мир над сите нив, секој пратеник дошол со истата јасна порака. Бог ги создал човечките суштества за да го обожуваат и да му се покоруваат, и овој световен живот е непрекинат тест на нашата послушност кон Бога. Секое наше дело, збор, мисла и намера се запишуваат од ангели. Моментот на смртта е кога тестот завршува и резултатите се откриваат. Оние кои живееле со вера во семокниот Бог и правеле добри дела, постигнуваат успех во рајот за секогаш. Оние кои не верувале и го отфрлиле семокниот Бог, ќе страдаат од вечна казна во пеколниот оган. Како ја знаеме вистината? Како знаеме дека пратениците дошле? Тие зад себе оставиле Божии книги кои ги примиле од Бога. Сите Божии книги станале изменети со текот на времето, освен светиот Куран, кој е совршено зачуван до ден денес, повеќе од 1400 години подоцна. Но како знаеме дека Куранот е навистина од семокниот Бог? Ајде да размислиме за неопходните својства на Бога. Тој мора да биде без почеток и без крај. Ако тој почнал да постои, тој зависи од нешто што направило да постои. Според тоа, тој не може да биде тоа битие кое не зависи од ништо друго. Ако тој престане да постои, тогаш тој не може да биде битието од кое се зависи, бидејќи неговиот крај би подразбирал дека се друго ќе дојде до својот крај. Затоа, Бог нема почеток и нема крај. Тој мора да биде еден. Ако постоеле двајца творци, волјата на едниот би ја ограничила моќта на другиот. А ограничено битие не може да биде Бог. Например, ако едниот творец сакал сонцето да изгрее, а другиот сакал тоа да заиде, само едниот би можел да успее. Оној кој не успел е немоќен,
а немокно битие не може да биде Бог од кого се зависи. И конечно, тој не може да наликува на неговото создание на кој било начин. Ако наликувал, тој би бил зависен исто како нив и не би можел да биде битието од кое секој зависи. Сега запрашајте се, од сите богови што луѓето ги обожуваат, кој одговара на овие логички критериуми? Тоа е Бог кој го испратил светиот Куран. Во поглавието 112 Аллах вели: кажи тој е Аллах едниот. Аллах е независен. Тој ниту родил, ниту бил роден и никој не му е рамен. Еден Бог, не му треба ништо. На се му треба тој. Вечен, без син, без татко, сосема различен од созданието. Без партнер, без рамен на себе. Куранот го опишува Бога точно онака како што логиката налага дека тој мора да биде. Ова не е случајност. Ова е доказ дека светиот Куран е навистина книгата испратена од Творецот на универзумот, Семокниот Аллах. Поканата затоа ве покануваме во исламот, во обожувањето на вистинскиот Бог, кој ги создал небесата, земјата и се што постои. За да влезете во исламот, едноставно кажете со искреност: сведочам дека нема друг Бог достоен за обожување освен Аллах и сведочам дека Мухамед е пратеник на Аллах. Ашхаду ан ла илаха илла Аллах. Аллах е пратеник на Аллах. Ако ние грешиме, вие губите 3 минути. Ако ние сме во право, вие губите се. Во бескрајниот задгробен живот, ако си заминете, вратата кон вечното блаженство е ширум отворена. Ќе поминете ли низ неа,